3 септември 2020 година, термин за вестите на КТВ телевизија. Два нови случаи на коронавирус се диагностицирани во Росоман, потврдија денеска од Центарот за јавно здравје. Лицата се на возраст од 9 и 44 години. Имаат лесна клиничка слика и се на домашно лекување. Биле во контакт со веќе позитивно лице, рече епидемиолог доктор Риста Јовановски. Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска денеска изјави дека установите за згрижување и воспитување се подготвени на 9 септември да ги примат децата согласно здравствените протоколи. Сите установи во земјава согласно протоколите за функционирање во услови на пандемија имаат капацитет да примат 19.000 деца, а досега интерес за згрижување покажале родители на 14.555 деца. Владата на Република Северна Македонија на предлог на Министерството за труд и социјална политика и во координација со Министерството за здравство, Комисијата за заразни болести донесе одлука на 9 септември да се отворат установите за згрижување и воспитување на деца, детски градинки и центри за ран детски развој. Градинките ќе работат согласно утврдениот протокол за активностите во установите за згрижување и воспитување на деца по укинување на вонредната состојба, што владата го усвои на 29 мај оваа година и е доставен до сите установи за згрижување деца. Анализата на податоците од градинките покажа дека тие се подготвени наредната среда на 9 септември да почнат со работа и да ги примат и згрижат децата во согласно со предвидениот протокол утврден од Комисијата за заразни болести. Приоритет за посетување на градинка ќе имаат децата на самохраните родители и децата на двајца родители кои се вработени и ќе донесат потврда од работодавачот дека работните задачи не може да ги извршуваат од дома. Изминатиот период вработените во градинките ги контактираа родителите на децата, пошто се утврди дека, согласно протоколот, градинките имаат капацитет да згрижат 19.000 деца, но интерес за згрижување пријавиле родители на 14.555 деца. Доколку градинките имаат повеќе слободни места, односно, согласно критериумите од протоколот можат да згрижат повеќе деца од приоритетните, во тој случај можат да прифатат други деца што се запишани во градинката. Согласно протоколот, групите за деца до 2 годишна возраст треба да имаат најмногу 6 деца, за кои ќе се грижат двајца вработени, додека групите од 3 до 10 годишна возраст треба да имаат најмногу 15 деца и двајца вработени. Од тие причини, односно, поради намалениот капацитет на градинките, беше неопходно да се дефинираат овие приоритети. Владата веќе им препорача на единиците на локална самоуправа кои се основачи на јавните установи за згрижување и воспитување на деца да обезбедат или адаптираат дополнителен соодветен простор доколку за тоа има потреба. Истовремено, на општините како основачи на градинките им препорачуваме да обезбедат потребен соодветен кадар за временскиот период до траењето на пандемијата COVID-19, доколку градинката има потреба за тоа, со цел да се обезбеди непречено функционирање. Како Министерство за труд и социјална политика изминатиот период интензивно контактираме со сите градинки во државата. Убедени сме дека процесот ќе се одвива без проблем. Децата ќе бидат згрижени на безбеден начин, а нивните родители ќе можат да се вратат на своите работни места. Сепак, сакам да апелирам до родителите дека капацитетот на градинките поради посебните протоколи е значително намален, поради што сите кои имаат можност да ги згрижат своите деца на друг начин, да не го зафаќаат местото во градинките на оние семејства на кои тоа им е реално попотребно. Протокол за активностите во установите за згрижување и воспитување деца донесен од Комисијата за заразни болести, а со кој се овозможува реализација на процесот под посебни мерки за превенција од ширење на коронавирусот во градинките, кои треба да се отворат идната недела, презентираше денеска на пресконференција министерот за здравство Венко Филипче.
Пред отворањето на установите потребно е да се направи дезинфекција на просторот и дворовите во градинките, да се исчистат, дезинфицираат и тоа е постапка која што е веќе во тек од страна на општината или соодветниот центар за јавно здравје. Се поставуваат едукативни постери со препораки за превентивните активности на истакнати места. Секој установа треба да обезбеди доволна количина на лична заштитна опрема, маски и ракавици за вработените, средства за одржување на лична хигиена, за дезинфекција на вработените и на просторот и задолжително да има безконтактен термометар за мерење на телесната температура. Дезинфекцијата на просториите, подовите, предметите е задолжително на секој 2 часа во текот на денот. Задолжително проветрување на просториите согласно временските услови. Престојот на децата треба да се организира на начин на кој ќе се избегне меѓусебен контакт на различни воспитни групи, сместени во одделни простории, во согласно со можностите, а игрите се препорачаат да се организираат што е можно повеќе на отворено, тогаш кога времето го дозволува тоа, и во помали групи. Приемот на деца по воспитна група треба да биде со 10 минути временска разлика на влез, на кој задолжително е обележано растојание од 2 метри, а детето го спроведува еден родител и секогаш носи заштитна маска. Се врши секојдневна дезинфекција на превозните средства со кои се дистрибуира храна од главната кујна до другите објекти. Лицата кои доставуваат храна задолжително носат маски и ракавици. Храната на децата да се остава пред занималната, а децата да јадат во својата занимална со претходна дезинфекција на рацете и на масите. На сите вработени при влегување во установата задолжително ќе им се мери температура, доколку некој вработен има било какви симптоми на болест, истиот треба да биде отстранет од работа. Не се дозволува собирање и меѓусебни контакти на вработените во заеднички простории. Вработените во установата имаат обврска да го следат сопственото здравје и состојбата на децата при прием и во текот на престојот на децата во установата, и во целост да се придржуваат кон општите препораки за превенција од вирусот на работното место и секако надвор од него. Во однос на приемот и престојот на децата во установата, на прием на секој дете му се мери температура со безконтактен термометар, а детето по влез во градинката задолжително ги мие рацете и секако повеќе пати во текот на денот. Растојанието помеѓу масите за седење на децата треба да биде помеѓу 1,5 и 2 метри. Спиењето организирано така што децата треба да бидат поставени на креветите според принципот нозе-глава. Повторно растојание од 1,5 до 2 метри во единични кревети и постелнина за секое дете, соодветно обележани со името на детето. За време на работа сите вработени носат заштитни маски. Воспитните групи за деца до 2 годишна возраст да имаат максимум по 6 деца, а над 2 години по максимум 15 деца. Секој родител треба да достави лекарска потврда од матичен лекар за здравствената состојба на своето дете. Во установата не сме да се користат играчки што не се перат и дезинфицираат, играчките не се мешаат помеѓу групите, воспитувачките се задолжени за детална хигиена на играчките. Воспитувачките и негователките се грижат за задолжително миење на раците на деца при прием и во текот на денот, особено после кивање, кашлање, евентуално плачење пред и после конзумирање на храна и секако оделење во тоалет под надзор. Кога се менуваат пелени во помалите групи, строго почитување на постапката со одржување на хигиената на рацето, секако и дезинфекција последователно на површините. Протоколот предвидува засилени воспитни активности со деца, со цел да се олесни разбирањето и усвојувањето на новите правила за заштита од вирусот и секако создавање соодветни навики кај децата за лична хигиена. Воспитувачот ги контролира причините за отсуство на децата, контактира со родителите и доколку е потребно и со матичниот лекар, односно педијатар и Центарот за јавно здравје. Во однос на здравствената состојба на децата, доколку родителот забележи појава на симптоми кај детето од било каква природа, не треба да го носи детето во градинка и треба да го контактира матичниот педијатар. Родителот при првото и при секое повторно после болест вклучување на детето во градинка потребно е да донесе лекарска потврда од матичниот лекар.
На денешната втора седница на новата влада, премиерот Зоран Заев им ги врачи мандатните писма на министрите и побара од нив да работат многу посветено и да бидат во постојана комуникација со граѓаните и медиумите. Ние, почитувани колеги, имаме обврска да ги исполниме очекувањата на сите граѓани, а овие мандатни писма се еден доказ, нешто што постојано ќе не подсетува на она на кое сме се сите поединечно и колективно обврзале. Гласот на секој граѓанин е глас за одбрана од коронавирусот COVID-19 и за успешно справување со здравствената економска криза. Глас за новата економија, за нови и добро платени работни места, за правна и праведна држава, за чиста и здрава животна средина, за функционална инфраструктура, за ефикасно поврзување дома и со светот, за силна национална култура по угледот на европската и за образование, кое младите генерации ги подготвува за подобра сегашност и подобра иднина. Драги колеги, членови на оваа влада, како министри и министерки, слушајте го гласот на граѓаните како прецизна насока, која доаѓа од највисоко ниво и од која нема отстапување. Мора да им служиме на сите граѓани, без разлика на нивната етничка, партиска припадност, пол, род, сексуална ориентација, родов идентитет, раса, боја на кожа, потекло, припадност на маргинална група, јазик, социјалното потекло, образованието, религијата, политичкото уверување, друго уверување, попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, без разлика на здравствена состојба, без разлика на лично својство и општествен статус на нашите граѓани. Очекувам дека во извршувањето на вашите должности и во остварувањето на програмата за работа на владата во наредните 4 години ќе се вклучите без задршка и со целосна професионална посветеност. Имаме свечена и суштинска обврска. Агендата за која се обврзавме пред граѓаните да ја остваруваме со максимален вложен напор, преку ефективно извршување со најдобри можни резултати, без компромиси и оправдувања, бидејќи пред јавноста сме искрени и ќе ги ставиме на располагање сите механизми. Ве задолжувам и вас на редовна и отворена комуникација со сите граѓани и засегнати страни во општеството, преку унапредување на каналите за респонзивност, вклученост и учество. Овие принципи важат и за вашиот однос кон медиумите, кои се нашиот канал за комуникација со граѓаните. Оваа влада е мала, но секој од нас ќе се посвети на успешно и ефикасно работење, справување со светската пандемија со коронавирусот и надминување на здравствено-економската криза. Ќе даде нова енергија во создавање на подинамичен економски раст, одржлив развој, силни институции кои почитуваат ред и владење на правото, ќе обезбеди услови за помодерно европско образование, ќе остане активна членка во НАТО и со силна волја ќе продолжи во напорите за успешен почеток и завршница на преговорите по поглавието за членство во Европската Унија. Со ова ќе го оствариме заеднички, но и секој од нас ќе даде свој придонес во областа во која е избран. Почитувани членови на владата, ви посакувам среќа, здравје и успешна работа. Соработувајте со сите вработени и искористете ги сите потенцијали во јавната администрација. Во целото ваше делување, бидете им пример на тие со кои работите и на граѓаните за кои што работите. Придржувајте се до кодексот за етичко однесување на членовите на владата и носителите на јавни функции именувани од страна на владата и ширете ги етичките вредности. Вложете максимални напори на крајот на нашиот мандат во 2024 година како резултат на позитивните промени кои ќе ги направиме, Северна Македонија да биде земја во која граѓаните сакаат да живеат и да придонесуваат токму тука за нејзиното постојано унапредување. Тоа граѓаните го очекуваат од нас. 2 подпорни ѕида се градат на улици во Кавадарци. Оперативата на фирмата Градба Промет од Кавадарци работи на изградба на 2 нови подпорни ѕидови како дел од програмата за комунална изградба на општината, информираат од локалната самоуправа.
Според проектот деновиве се вршат градежни работи на улиците Личка и Младост. Подпорниот зид на улица Личка е во завршна фаза. Таму денес се изведуваа последните работи со кои ќе се оформи коловозна површина на улицата до зидот. На втората локација на улицата Младост во населбата Глишик се вршеше шалување и се оформуваа контурите на идниот бетонски подпорен зид. Општината за оваа намена од буџетот инвестира 562.000 денари. Проектот за подпорни зидови е на барање на жителите од овие две улици. Градоначалникот на Росоман Бранко Јанев денеска ги отфрли обвинувањата изнесени од дел од советниците дека тој спроведува самоволие. Се жали дека советниците го обструирале неговото работење. Никогаш нема да спроведувам одлуки кои ги донел Советот, а се однесуваат на личен интерес на некои од советниците, одговори на обвинувањата на дел од советниците во Советот на Општина Росоман, градоначалникот Бранко Јанев. Тој ги отфрла и обвинувањата дека вовел медиумски мрак за да спроведува самоволие. На пресконференцијата кажа дека не соработувал со медиумите, бидејќи согласно закон не усмеел да одвојува пари за медиумско покривање. Тој закон е донесен консензуално тамо 2018 година и јас сум убеден, односно знам дека е во постапка промената на овој дел од законот и дека многу скоро повторно ќе функционираме онака како што порано функциониравме, бидејќи тоа не е начин само за информирањето на граѓаните од страна на советниците, него и од страна на градоначалникот и од страна на локалната самоуправа воопшто. Ги обвини советниците дека го обструираат неговото работење со неусвојувањето на одлуки кои се однесувале на подобри услови за живот на граѓаните. Посочи дека Советот не го усвоил оперативниот план за дејствување при елементарни непогоди. Како прво би го кажал оперативниот план за одбрана и заштита од поплави, кој е стратешки документ во функционирањето на локалната самоуправа и е задолжителен, а тоа можеме да го потврдиме со проблемите кои што ги имавме врска со врнежите. Меѓутоа, овој оперативен план од Совет на Општина Росоман не е донесен, иако за тоа ние имаме законска обврска. Поради кои причини, тоа само советниците го знаат. Што се однесува до други одлуки, кои што се многу исто така битни, а не се поддржани од Советот на Општина Росоман, а беше потенцирано на пресот на советниците, тоа е одлуката која што не беше донесена во врска со апликацијата во Биро за регионален развој, каде Општина Росоман аплицираше за проект за реализација на проектот за уредување на централно подрачје за 6 милиони денари, односно за 100.000 евра, кој што Советот не го поддржа и на тој начин директно го оштети буџетот на Советот на Општина Росоман. Истовремено уште едно, можам да ја информирам јавност, каде Советот нема сенс, нема чувство во врска со овие работи, е неподдржувањето на апликацијата за подготовка на техничка документација за инфраструктурни проекти од спонзорирана или платена од UNDP и SIDA, односно шведската меѓународна организација за поддршка и развој на инфраструктурни проекти. Зашто всушност се работи? Советот не ја поддржа одлуката за изработка на проекти, како што реков, во висина од $15.000. Овие средства се беа обезбедени од уште еднаш од UNDP и од SIDA, а се работи за уредување на речното корито од мостот, од едниот мост до другиот мост, каде што требаше да речното корито на Црна река биде уредено со кејовски, исто така беа предвидени пешачки стази, велосипедски стази и разни други содржини од структурата на заштита на биодиверзитетот. Во врска со обвинувањата дека тој закажувал седници и одлучувал каде ќе се одржат, рече дека единствено побарал последната седница да се одржи во училишната сала, бидејќи требало да присуствуваат поголем број на луѓе, а согласно протоколите за заштита од COVID-19, општинската сала не ги исполнувала условите, но председателката на Советот сепак одлучила седницата да се одржи во општинската сала. Иако му понудил градоначалникот на советниците да одлучат кој ќе биде вработен во јавното комунално предпријатие,
Тие сепак не сакале да ја донесат одлуката, иако на предпријатието му биле неопходни нови вработени за успешно работење. Во врска со тоа, до Советот беше доставено барање за добивање согласност на годишен план за вработување за 5 лица за потребите на јавното предпријатие Комуналец. Меѓутоа, и овој пат Советот немаше чувство за тоа, иако сите вработувања им беа понудени тие да ги реализираат. Сега, во оваа смисла би сакал да кажам дека дури и за набавка на контейнерите, двајца од советниците кои држаа прес не ја поддржаа одлуката за набавка на контейнери. Замислете какви се тие душегризници за хигиената во општина Росоман. За сите овие работи кои се ги зборувам, имате тука прилози кои што вас ќе ви бидат доставени и кои што на јавноста ќе може да ги презентира. Јанев одговори и околу обвинувањата за реализацијата на проектот за уредување на централното градско подрачје. Советниците го нарекоа тој проект налудничав, а градоначалникот тврди дека токму тој проект бил содржан во програмата за комунална изградба, но и во урбанистичкиот план, кој советниците едногласно ги усвоиле, а сега манипулирале со луѓето кои имаат времени објекти и било потребно да ги дислоцираат, бидејќи општината ќе реализира проект во интерес на сите граѓани. Ќе видиме, крајот ќе каже дали е проектот налудничав или е сосема во ред. Инаку за реализација на овој проект, кој што е предвиден однапред и е донесен на Советот едногласно во програма за уредување на градежно земјиште за 2020 година, предвиден е и во годишниот план за јавни набавки, изработен е проект во согласност со донесениот урбанистички план за село на Росоман, а истиот тој беше донесен од едногласно, потенцирам, од советниците на седницата во декември месец минатата година. Иначе парите се обезбедени од буџетот на општина Росоман во висина негде од 12,5 милиони денари. Односно, каде се проблемите? Очигледно е дека некој со овие луѓе кои што тука се лоцирани манипулира. Именно тука, како што знаете и можете да видите, се наоѓаат неколку објекти кои што се од времен карактер и кои што постојат подолго време, за кое за жал немаат никаков статус. Немаат никаков документ, земјиштето е на Република Македонија, немаат никакви обврски превземено, ниту пак реализирано кон општина Росоман и има добиено известување со рок од 60 дена да ги поместат нивните објекти како непречено би се реализирал овој проект. Само би кажал во оваа смисла дека имавме два пати, јас лично разговарано со луѓето, зенечите кои се лоцирани тука, на кои што има укажано сето ова и понудени им се решенија кои не се на оваа место, кои се на друго место, меѓутоа за жал, не знам од кои причини, тие решенија не ги прифаќаат. На крајот вестите и прогноза за времето. Утре ќе биде сончево со мала локална облачност и посвежо. Ќе дува засилен, повремено силен северен ветер кој наместа ќе надминува брзина од 70 км на час. Температурата до максимални 29 степени. Емитувавме вести, имајте секој добро со нашата програма.